Освен за честеното сквернавање на спомениците, алејата на поетите во Струга е во очајна состојба. Искршени клупи, обрасната трева и грмушки, спомениците ишкртани со графити, девастирани постаменти и обезглавени бисти на великаните во македонската и светска престолнина на поезијата. Наместо културно катче, алејата е запуштено место. Нема ниту обележје или надпис дека токму овде се овековечува споменот и името на познатите македонски културни дејци, писатели и поети. Поизразено е во последните години, кога имаме зачестено сквернавање на спомениците и уништување на бистите од личностите кои се значајни за македонската историја, култура и литература. Значи, во последните неколку години буквално откорната е бистата од Анте Поповски, фрлена е во водите од езерото. Откорната е и бистата од Гоце Делчев во село Подгорци, фрлена е во реката Црндрим. Обид е направен за откорнување на бистата на Славко Јаневски. Постојано имаме сквернавање на спомениците. Споменикот на револуцијата на плоштадот во Струга е постојано испишан со графити со навредлива и провокативна содржина. Во исто време, идентична е сликата и во паркот на поезијата. Често се вандализираат и плочките на светските поети добитници на златен венец на манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Постојано имаме уништување и на плочите од добитниците на венците од Струшките вечери на поезијата. И до сега јас не знам дека некој сторител на вакви вандалски чинови бил пријавен, казнет или било поведена било каква постапка од страна на надлежните институции. Ниту локалната самоуправа, ниту централната власт не води никаква грижа за спомен обележјата. Последниот инцидент се случи пред неколку денови кога непознати сторители ја украдоа бронзената биста на поетот Славко Јаневски. Се уште не се пронајдоа вандалите. Инаку во алејата сега има само 2 бисти, останатите се комплетно уништени или украдени. Од општина Струга само го осудија настанот и најавија дека ќе се преземат мерки за надминување на проблемите, но на дело нема ништо конкретно. Од Струшките вечери на поезијата побараа камери и чуварска служба за да се стави крај на девастирањето на споменичното добро.